Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е министерот за образование Панче Кралев. Како нов министер за образование, планирате ли да направите корекции во однос на измените на законот за високо образование, бидејќи тие предизвикуваат незадоволство кај универзитетските професори? Прв пат по подолго време видовме универзитетски професори да излезат на протести. За закон за високо образование, предложените измени беа направени со цел да се потикне на некој начин истражувачката свест и истражувањето кај професорите, со тоа што би се довело секако до објавување на трудови кои ќе во списанија кои имаат импакт фактор. Секако дека ние како министерство планираме во следниот период да ги следиме исклучувањата и коментарите, како и иницијативите на професорите и на универзитетите. Ние сме тука и континуирано сме во комуникација со јавните универзитети, меѓутоа и со приватните универзитети на таа тема. И во следниот период ќе ги разгледаме сите предлози и сите решенија кои доаѓаат и од нивна страна. На крајот на денот сакам да потенцирам дека целта на тој закон и наша континуирана цел во следниот период ќе остане токму таа, да го поттикнеме и да овозможиме поголемо научно-истражувачка дејност од страна на професорите и на целата академска заедница. Еве ќе ви спомнам некои од одредбите. Во наредните години нема да може да биде одбран професор ако нема научни трудови во странски публикации. Колку ова е фер критериум кога не е зголемен буџетот за наука? Од аспект на буџетот за наука можам да потенцирам дека веќе е формиран од страна на владата Комитетот за научно-истражувачка дејност, кој во следниве години ќе треба да го одреди темпото на зголемување на буџетот за наука и за истражување. Тоа на нас на некој начин е уврска согласно ЕУ препораките. Ако земеме во просек, земјите од Европската унија одвојуваат и до 3% од својот бруто домашен производ на наука и на истражување. Ние сега како земја која се соочува нормално континуирано со фискални предизвици како и сите во регионот, не можеме да се обврземе на такви драстични зголемувања, меѓутоа наша цел е во догледен период согласно буџетските можности да возможиме поголем буџет за наука и за истражување. Европската унија веќе размислува за новата програма Хоризонт 2020 и размислува за еден вид на регионален пристап во однос на оваа програма и ние мораме како држави, не само Македонија, него целиот регион да се приспособиме кон овие трендови. Меѓутоа, хроничен е проблемот со недостаток на кадри. Со новите одредби нема да има асистенти, а демонстранти нема да може да бидат оние што немаат докторски студии. Малку од демонстрантите ги исполнуваат овие услови. Како ќе се решава овој проблем? Ние пак ќе кажам, значи од аспект на јавните универзитети во Република Македонија, меѓутоа и на приватните универзитети, сме запознаени дека генерално постои дефицитарен кадар во однос на академската заедница. Неколку пати разговаравме за тоа како е најдобро, значи да се пристапи кон пополнување на овие места и како да се овозможи поголем пристап до академската заедница од страна на заинтересираните студенти. Тоа значи во предел како да ги поттикнеме студентите кои веќе на некој начин сега се ги завршуваат своите студии, да ги разгледаат можностите за отпочнување на кариера во академскиот свет. Тоа не е секогаш едноставен начин, тоа не е проблем кој е својствен само за Република Македонија. Во голем број на други земји во регионот и пошироко постои мала мотивација за студенти да преоѓаат кон академската средина. Тука се надоврзува оној круг. Мораме да бидеме свесни дека да се биде дел од академската заедница не значи само да се предава. Тоа значи да се биде дел од еден поширок круг на уврски меѓутоа и на предизвици и секако имајќи го во предвид еден поширок поглед кон целите кои ќе бидат зацртани во стратегијата за научно-истражувачка дејност. Добро, но не мислите ли дека ваквите проблеми кои што ги носат измените, ако не покажете слух за барањата на професорите, може да ги натерат тие да почнат да заминуваат на приватните факултети? Значи, пак ќе кажам, слух постои и веќе сме во редок на комуникација со ректорите на јавните универзитети. Се надевам дека од аспект на тоа што сакаме ние како влада да го постигнеме и предизвиците со кои тие се соочуваат на секојдневна основа, дали од аспект на некој од одредбите од законот или генерално како предизвици во својата дејност,
дека ќе изнајдеме начин како тоа нормално да не се случи, затоа што нас во интерес, во долгорочен интерес на Република Македонија, секако останува јавните универзитети да имаат еден демонстративно потенциран истражувачки капацитет кој ќе биде обележен на Република Македонија во следните години. Со новите чекори се сака да се внесат повисоки критериуми, меѓутоа во делот на основното и средното образование некаде има и основни проблеми. Во општините се жалат дека дотациите од Министерството не се доволни да се покријат основните трошоци, барем во дел од општините. Последни беа реакциите од Студеничани каде имаше проблем со превоз. Јас не ги негирам потребите нити барањата на општините за зголемување на дотациите, посебно затоа што живееме во еден свет каде што дел од овие трошоци варираат. Ако земеме трошокот за гориво, за транспорт и така натаму, тоа не е нешто што е фиксно и што може да го определите од денес за утре, а камоли од почетокот до крајот на годината. Така што во рамки на Министерството секогаш имаме некои предизвици и размислување како таа формула што се користи за расподелба на средствата да ја подобриме и да возможиме подобра расподелба на овие средства. Меѓутоа сакам да нагласам една работа, значи тоа што се случува да дел од наставниците или учениците или било кој друг кој е инволвиран во образовниот систем да пристапи кон бојкот како решение на било кој од овие проблеми, ние не се согласуваме со тоа и нема да го прифатиме. Тоа е многу важен момент затоа што ние како министерство и верувам дека и пошироко и владата имаме некој начин континуирана комуникација со општините како и со директорите на училиштата, така што не постои проблем за кој верувам дека можеме да најдеме решение. Ги разбираме потребите на овие општини, меѓутоа пак ќе кажам, методите на бојкот не се тие кои треба да се применуваат во вакви ситуации. Го споминавте бојкотот, но на една друга тема, имено и годинава повторно имаме барања за етнички чисти училишта. Како мислите да се справите со овој проблем? Што се однесува до таквите барања, ние како министерство не можеме да прифатиме етнички чисти паралелки. Ние веќе долго време работиме на концептот на интегрирано образование. Како и претходно, значи бојкотот нема да го реши проблемот. Самиот факт што ученици или наставници не учествуваат во образовниот процес се рефлектира негативно врз сите. Мора да се има постојана комуникација и со општината, и со директорите, и со општината, и со министерството. Дел од основните училишта, значи со процесот на децентрализација на образованието, ингеренциите се секако во рамки на општините. Ние како министерство, доколку постои потреба, сме спремни да им излеземе во пресред за да ги задоволат барањата на основните училишта во рамки на овие општини. Меѓутоа, пак ќе потенцирам, бојкот на почетокот на школската година само се одразува негативно врз целата заедница која е засегната од овој проблем. Лани се случи убиство во рамки на училишен двор. Колку се заштитени училиштата? Почна да функционира еден полицаец на 3 училишта. Дали е тоа доволно? Рајонскиот полицаец е една добра мерка која на терен функционира веќе, значи има полицаец кој е задолжен за 2 до 3 училишта и е одговорен и мора да биде на располагање на овие училишта во секое време. Меѓутоа секако дека и други инструменти и други техники ние планираме да ги примериме за да се искорени оваа појава. Техничките помагала како камерите кои се веќе имплементирани во некои училишта се еден начин. Меѓутоа верувам дека основниот и главниот начин преку кој можеме да дојдеме до решение на овој проблем е поширока социјална комуникација. Јас не се согласувам со тоа дека ние треба да наметнуваме одредени мерки. Да наметнеме мерка камери или да наметнеме мерка полицајци во секој училиште, не е тоа начинот за кој треба да продолжиме понатаму. Ние сме спремни доколку од училиштата и кон заедницата дојде со конкретно решение како ова да се надмине, ние верувате како министерство ќе го поддржиме тоа. Ви благодарам на разговорот. Благодарам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.